Добар ден, почитувани. Стартува Телма амбуланта. Универзитетската клиника за психијатрија. Неодамна в дом и куќа, како дел од воведувањето на активности поддржани од животни. Лабрадорот Роџер стана дел од секојдневието на пациентите и персоналот. Каков е терапевтскиот ефект на куќето? Дали присуството на животно може да го намали стресот, да ја врати довербата кај пациентите, но и да биде моќен сојузник во лекувањето? За сето ова денеска разговараме со директорката на клиниката, професор доктор Славица Арсова, психијатар. Останете на Телма. За терапевтскиот ефект на куќето врз менталното здравје денеска разговараме со професор доктор Славица Арсова, психијатар, директорка на Универзитетската клиника за психијатрија, а тука и четириножниот терапевт, да. Куќето, Роџер, лабрадор. Добре ни дојдовте во студиото заедно. Добро ве најдовме. Професор Кеве, како се случи да вдомите куќе на Универзитетската клиника за психијатрија? Идејата за вдомување на куќе не е нова. Значи, тој е вдомен неколку месеци кај нас, но идејата не е нова, идејата обстојува уште од минатата година, значи од почетокот на минатата година, можеби и претходно, но јас сум ја ставила во годишниот план за 2025-та. И идејата од каде потекнува? Потекнува од литературата пред се, но и од сознание, што сум ги видела во непосредни контакти на регионални и на европски конгреси и конференции. Последно, да речеме, од еден симпозиум кој што се одржува рече се секоја година во Загреб на тема шизофренија 360, каде што ме поттикна поточно, иако јас претходно веќе го имав ставено во планот, и токму нивното непосредно искуство во Хрватска и во Словенија е многу распространето. Во останатите ова земји околу нас нема толку многу, но Хрватска и Словенија да. И беше баш во една психијатриска установа, презентацијата беше исто со лабрадор, така се погоди, и ме поттикна да направиме нешто слично и кај нас. Мојата прва идеја беше да биде да направиме две добри работи, односно повеќе добри работи. Едното е да вдомиме куќе, кое што ќе има тераписки цели, односно тераписки цели со пациентите и со вработените. Се разбира, втората беше да вдомиме куќе, значи да не се купува куќе и да се вдоми од лајка, затоа што лајка е јавно предпријатие, и да ја подигнеме свесноста кај целото општество, не само за психичките потешкоти, односно за значењето на менталното здравје на целата популација, туку и за значењето на вдомување куќиња, а не купување на расни куќиња. Но во меѓувреме сето тоа имаше еден процес на развој, да кажеме, додека ние да направиме услови, да припремиме, бидејќи не можете вие да вдомите куќе без претходно да ги имате сите неопходни услови и за куќето и за останатите. Сосема случајно се појави Роџер, неговото вистинско име е Роџер, значи така си се викал, односно така се вика. Се појави, односно го објави семејство кое што ќе се сели во друга држава и се принудени да го дадат, инаку Роџер има живеено со семејство кое што многу добро се грижеле за него, но од причина што ќе се селат цело семејство во друга држава, они беа принудени да барат да се вдоми. Стапивме во контакт со сопствениците, остваривме неколку непосредни контакти и потоа се договоривме и си го донесовме и си го земавме и од тогаш е он кај нас. Уште од самиот почеток добро се адаптираше, се разбира дека на нова средина, чувство на страв, на несигурност, веројатно и тага по сопствениците, но навистина многу брзо, затоа што вие се многу интелигентни куќиња, многу социјални куќиња, како да кажем, се погодни да буквално за овие активности, заради тоа што се многу добри со луѓе, односно сакаат да бидат со луѓе, сакаат да се во контакт со луѓе, значи, да имаат стимул. Значи не е едно каква раса, така? Значи лабрадорот е куќе кое што всушност може да работи како... Има, да речеме, топ 10, најдобри раси, 10, да кажеме, најдобри раси, кои што се, односно, најпрепорачливи за работа со луѓе, односно во терапевтски цели со пациенти. На прво место, односно, најголем дел од тие се лабрадори, после има и некои други куќиња, но они се најзастапени токму заради таа нивна способност. Многу брзо учат, они се весели и игриви, но не се агресивни
и сакаат луѓе, односно сакаат стимулус и сакаат да бидат во контакт со луѓе. Препознаваат чувство на страф и на вознемиреност кај луѓето и не се плашат од тоа, туку напротив, помагаат да се редуцира, односно да се намали напнатоста, стравот и вознемиреноста и кај луѓе, а многу се препорачува со деца, особено со дечиња со атипичен развој, заради тоа што тие дечиња имаат потешкоти во однос на социјалната комуникација, некои од нив немаат неразвиен говор, или недовршен говор, или воопшто не развиваат говор, и социјалната комуникација, односно социјалното функционирање им е отежнато, социјалната комуникација им е потешка, и заради тоа, меѓу другото, се многу препорачливи токму кај дечиња кои што имаат атипичен раст и развој, а и кај останати, кај деца кои што имаат емоционална дисрегулација, кај деца кои што често менуваат расположение, кај деца кои што се малку понетрпеливи, малку поизбувливи, а кај возрастни, веќе спомнавте вие, кај луѓе кои што имаат некои од анксиозните нарушувања, депресивните нарушувања, посттравматското, но и кај пациенти со шизофренија. Какво е значењето на присуството на куќе во болничките ходници кај пациенти кои што имаат депресија, анксиозност или шизофренија? Се менува ли хормонскиот статус, да речеме, ќе се излачи или окситоцин или пак допамин, тоа се хормони за расположение? Има неколку правци, да кажеме, мора да кажеме дека има неколку правци, има правец кој што е психотераписки правец, каде што се користи некој животно повторно најчесто куќе, но кој што е со точни јасни граници, правила и слично. Тоа се кучиња кои што се сервисирани, да кажеме, односно адресирани токму за таа цел. А има и нешто друго, тоа што го правиме ние, односно тоа е терапија поддржана од куќе, односно од животно, во случајов куќе. Препораките се да не подолго од 45 минути куќето да биде работно активно, заради тоа што потоа се изморува, односно веќе се уморува и треба да одмара. Тоа се спонтани активности, односно ние го користиме и во индивидуални и во групни цели. Значи, индивидуална и групна терапија, така? И во индивидуална и во групна терапија на една група, например, има во текот на денот, во која што е он присутен, и во текот на групната активност има спонтани контакти со пациентите, со тие кои што сакаат, се разбира. Останатиот дел од пациентите, односно останатиот дел од тераписките активности со Роџер се не само контактот и намалување на ова што прашавте, дали на вистина се има биолошки показатели кои што укажуваат на тоа дека се намалува кортизолот, тоа е стресот, нели? А дека се зголемува лечењето на оние невротрансмитери, односно хормони кои што ни помагаат да се чувствуваме радосни, да се чувствуваме среќни, да имаме волја, тоа се секако серотонинот и допаминот. И постојат резултати кои што е мерено и ние се тоа ќе правиме такви истражувања, односно ќе мериме пред и после, истражување кои што ќе трае малку подолго време. Кои се нивоата на хормоните во организмот, така? Нема да ги мериме хормоните, ќе мериме анксиозност, депресивност и нешто друго. Вела дека самиот допир на крвното на животното го смирува срцебиењето, го намалува крвниот притисок, нервниот систем се нормализира. Не само тоа, туку видете има пациенти, не само пациенти, туку има и луѓе кои што многу потешко зборуваат, значи остваруваат говорна комуникација или било каква друга, вербална или невербална, или самата болест, односно природата на самата болест прави да се повлекуваат, да се изолираат, развиваат седечки стил на живот, изолиран, повлечен од останатите, од останатото социјално обкружување, што секако не е добро. Секоја изолација, секое повлекување води до уште поголема изолација, уште поголемо повлекување, особено кај некои хронични душевни нарушувања, каде што веќе после се заборава и да се основните социјални контакти од типот на здраво, како си, дали добро се чувствуваш, дали ти треба нешто, значи оние најосновните социјални вештини кои што се учат уште од најрана возраст. И тоа води понатаму уште до поголема социјална изолација. А ние сме социјални суштества, имаме социјални нагони кои што бараат да бидат задоволени. Значи, всушност контактот со куќето може би да е пресвртна точка во тие ситуации? Може да биде мост, може да биде мост во однос на контактите, во однос на социјалното функционирање. Од друга страна, помага да се излезе надвор. Значи да не се седи дома и да не се седи со далечинското и да се гледа телевизија или да се седи само и да се јаде. Заради тоа што многу често и тоа се случува, повлекување, седење на тросет или на двосет, се едно на фотелја, гледање телевизија, јадење,
и без никакви, да кажем, или речиси никакви или сиромашни социјални контакти и без никаква или речиси никаква физичка активност. И сето тоа е еден магичен круг. Пропаѓа менталното и физичкото здравје. Пропаѓа, едното со другото е заедно поврзано, ние тоа не можеме да го одвоиме. Така, затоа вела дека има бенефити и кучето во однос на физичкото здравје за 60% се намалувал и ризикот од инфаркт, дури кај лица со кардиоваскуларни заболувања. Тоа е точно, од повеќе причини. Една е заради редукција на анксиозноста, односно редукција на чувството на стрес, на вознемиреност, на напнатост и чувство на страф и несигурност. А друго е заради тоа што вие доколку имате куча, вие не сте принудени, но се учите да бидете физички активни. Физичка активност не подразбира само вежбање во фитнес центри или во, како да кажем, трчање. Физичка активност е обично пешачење, обична прошетка. Така. Дали е мал или голем круг, е секако по круг, односно е пешачење, е физичка активност за разлика од тоа да седите дома и никаде ништо да не правите. Како правите селекција кои пациенти на Универзитетската клиника за психијатрија може да дојдат во контакт со кучето? А кои не? Значи, зборуваме за терапевтски цели. Ние го нудиме, што значи дека не го наметнуваме, во групите се учествува, но во однос на индивидуалните врски, создавање на индивидуални тераписки врски, тогаш го нудиме, а не го наметнуваме. Не го наметнуваме, тоа е една работа. Втора работа е дека со сите може, со информирана согласност секако потпишуваат дека се согласуваат. Зошто? Бидејќи не само што имаат контакти, туку голем дел од пациентите кои што ние ги вклучуваме во грижата за Роџер и обратно, имаат за цел да се грижат за неговата хигиена, за прошетките, за храната, за исхранувањето. На тој начин се активно вклучени во грижата за кучето, а им се дава назначење, односно имаат улога како грижачи, да речеме, а на тој начин ја подобруваат и грижата за самите себе. Се зголемува само довербата, заради тоа што вас кој ќе ви се даде некоја улога, имате чувство дека сте значајни, дека сте битни, а не дека сте небитни и дека сте со други зборови пациенти. Така, значи не сакаме ни да го користиме зборот пациенти, ние велиме корисници на нашите услуги. Како реагира корисниците на вашите услуги кога сватија дека има куча на клиниката? Немаме досега ниеден, буквално нема ниеден, немаме негативна, да кажеме, некоја си реакција од страна на корисниците на нашите услуги. Напротив, обратно имаме позитивни. Голем дел од нашите пациенти, корисници, како сакате, да не го изгризе само ова, се многу блиски, го бараат секој ден. И тие кои што доаѓаат дневно болнички, и тие кои што се хоспитализирани, особено децата и младите, заради тоа што ние имаме оддел за детска и адолесцентна психијатрија. Особено тие, буквално го бараат секој ден, а еден дел од повозрастните, да речеме, се активно вклучени буквално во грижата за него. И секој ден прашуваат каде треба да го носиме, се треба ли да го прошетаме Роџер, што треба да се направи и слично. А како реагираше медицинскиот персонал кога разбра дека ќе има куча во болницата? Имаше ли некаков скептицизам или веднаш го прифатија? Кај дел морам да признам кај дел кај најголемиот дел не, но и кај тие што имаше скептицизам се разби, односно тоа секогаш доаѓа од неинформација, чувство на страф. Чувство на страф и недоволна информираност. Сега, тука прави белја. Не е воодушевен што е во студија, мора да признаеме. Не, во затворена просторија подолго тука има малку време. и камери, има и рефлектори, не е идеална средина за живот. Може ли да го пуштам тука? Може да го пуштите слободно. Мислам дека така ќе се подопушти. Роџер, ајде уште неколку прашања за него, го гледаме неговиот карактер, мирен, но весел е, разигран е, полна со енергија. Темпераментно и има потреба од движење. Трча по ходниците на болницата? Не. Како изгледа? Каде е сместен? Апсолутно не трча. Тој е сместен на клиниката, но си има и своја куќичка надвор, односно има една голема куќа која што му е направена. Така да си престојува и таму, но ноќите ги поминува и скоро поголемиот дел од денот го поминува кај нас, по канцеларии, кај докторите, кај останатите. Бидејќи е студено. Да, заради тоа што е студено.
ама има и многу долги прошетки. Во текот на денот ние му правиме неколку долги прошетки и неколку кратки. Заради тоа што ова е младо куче и темпераментно и здраво куче, навистина бара да се истрча. Заедничката грижа го обедини. Имаме тим, една група на работени од различни профили кои што се ја формиравме, кој што е тим одговорен за грижата околу Роџер, но се вклучени сите, а тие се одговорни да видат што се случува во текот на денот, во текот на втората половина од денот, во текот на ноќта, во тек на викенди, бидејќи тогаш имаме само дежурства. Така да тимот одлично се грижи. Како се справувате со хигиенските аспекти, безбедносните нели протоколи во болницата и слично? Ние имаме туку направивме контакт со Агенција за храна и ветерина, токму заради тоа и единствените, односно тоа што се бара од Агенцијата за храна и ветерина е да кучето биде редовно вакцинирано, редовно заштитено од паразити внатрешни и надворешни, да ги има сите вакцини кои што се неопходни, тоа сето го има. Редовни позити на ветеринар, ние имаме соработка со ветеринарна установа, односно со ветеринарна поликлиника, да ја наречам, и да не биде во контакт со место каде што се припрема храна или каде што се делат лекови, така да нема ни зошто да биде, ние прво не готвиме, кај нас не се припрема храна, туку ние зимаме храна, ни носат, а од друга страна не го носиме во кујна. Не го носиме во кујна или не го носиме во работна просторија каде што се лековите. Така, а сега споменавте дека кучето максимум може 45 минути да биде во контакт со пациентите, потоа му потребен одмор. Се вели дека не руки, не. Препораките се да биде 45 минути активно вклучен, да речеме во тераписки цели, а дека после тоа треба да одмара. Сега за тој период имате ли, што говори вашето искуство, дали пациентите полесно се отвараат кон психијатарот, особено некои што не сакаат да разговараат во присуство на животно? Значи ние треба да следиме искуства, треба да следиме заради тоа што станува збор за неколку месеци само кај нас присутен. Одлично е прифатен, пациентите, како што кажат, го бараат, буквално влегуваат и го бараат, така да резултати во однос на научни истражувачки цели допрва ќе имаме и тогаш ќе ги објавиме и ќе разговараме. Така, но има ли така некој клиничкото искуство покажува дали се? Еве на пример имаме ние дечиња кои што воопшто не говорат, кои што воопшто не сакаат да соработуваат со терапевтите, во присуство на Роџер се многу поотворени и многу комуникативни. Тргна кон вратата да излезе, но затворена е. Сега, дали се случува некои пациенти, односно корисниците на вашите услуги, да чувствуваат страв од кучета, не сакаат да дојдат во неговата близина? Да, и не треба да се присилуваат, а доколку имаат фобија, тогаш е добро да постепено се растрашуваат, но не на принуден начин, односно да им се понуди контактот и доколку сакаат, тогаш да се понуди постепено да кажам растрашување како од било која друга фобија. Сега кога зборуваме за ова ваше искуство, сметате ли дека треба да биде присутно и во останатите болници, да се вдомуваат животни? Прво треба да се подигне свесноста за вдомување на животни, да не се купуваат животни, туку да се вдомуваат, заради тоа што секое не вдомување, односно секое купување и фрлање со неодговорни сопственици создава голем број на бездомни животни. И тие потоа се размножуваат и така натаму. И заради тоа ние имаме голем број на улични кучиња. Јас ќе морам да станам за да го приберам. Дојди, Роки, дојди. Еве. Тоа е една работа. Од друга страна, терапевтските цели не сме ги измислиле ние, туку тоа датира со векови наназад. И се препорачува секако, не само за пациенти кои што имаат потешкоти на психолошки план, односно на психички план, пациенти кои што односно луѓе кои што живеат во домови за стари лица, потоа за пациенти кои што имаат некои други хронични телесни нарушувања, значи соматски нарушувања, особено пациенти со онколошки болести, пациенти луѓе кои што имаат проблем со импулсивното однесување, но тоа не го правиме кај нас, заради тоа што внимаваме, не смеме да дозволиме да кучето биде повредувано. Така да, инаку се препорачува контакт со куче, односно тераписки интервенција кај луѓе кои што имаат агресивно поведение.
Ние не го правиме заради тоа што од превентивна гледна точка, заради тоа што потребна е сериозна супервизија за да нема случајно злоупотреба на куќето од страна на луѓе кои што се многу агресивни. А што е со пациентите кои што имаат шизофренија? Зошто Веќе кај нив е особено потребна оваа терапија? Да, пациентите кои што имаат шизофрено нарушување, тоа се пациенти кои што се хронично, долго време се лекуваат, да кажеме, од хронично душевно расстройство и веќе го спомнав, после некое време, по некое време од почетокот на болеста, развиваат така наречена негативна симптоматологија, односно негативна шизофрена симптоматологија, што значи социјално повлекување, безволност, да. Тоа што го појаснивте. Тоа што го реков. Седечки стил на живот, метаболни нарушувања, неправилна грижа за себе, односно исхранување, хигиена, општа и лична хигиена, нередовна посета на матрични доктори и тоа го викаме ние дека е негативна шизофрена симптоматологија која што е многу штетна и на психолошки план, но и на телесен план. И куќето поттикнува да токму да се намали, односно да се редуцира таа негативна, да се повторно социализираат, повторно да се научат оние заборавени социјални вештини, подзаборавени да кажеме или изгубени и да се доволи социјалниот нагон, односно да се обноват или да се започнат нови социјални контакти со оние што ги запуштиле, запоставиле, пријатели, роднини, слично, соседи, но и воспоставување на нови. Интеракцијата со куќа може ли да ја замени класичната терапија, да биде нејзина замена или само на дополнување или појачување? Не, тоа е само на дополнување, бидејќи видете, не постои идеален лек, за жал, до сега, ни антидепресив, ни антипсихотик, ни анксиолитик, кој што би бил магичен лек, кој што вас, вие ќе почнете да го пиете и целосно ќе ви ги лечи било која, дали е депресивно нарушување, анксиозно нарушување или шизофрено нарушување. Не постои такво нешто. Потребно е фармаколошка терапија, потребна е психотераписки интервенции, психосоциотераписки и во тие психосоциотераписки влегува и терапијата со куќе. Бидејќи, за жал, апсолутно не е доволно само фармаколошкиот третман за да се врати некој човек ист каков што бил порано. Тоа такво идеално лекување немаме, но затоа се стремиме кон тоа да биде било која индивидуа која што имала некогаш или повеќе пати некое психичко нарушување да функционира што подобро, односно да има што подобар квалитет на живот. Ке им оставиме простори на гледачите доколку сака да се вклучат во програма да постават некое прашање. Што се случува доколку пациентот премногу се врзе за куќата, а потоа треба да биде испишан од болницата? Сега, како се прави тој баланс помеѓу терапевскиот ефект и приврзувањето за потоа да не се влоши ситуацијата, нели? Во главном одговорни и да кажеме, ајде, не можам така да го наречам, но грижачи за Роџер се вработените. Пациентите се учествуваат партиципираат, учествуваат во грижата и во негата и во контактот со Роџер, но доколку се случи такво нешто, клиниката наша е отворена, не е затворена, ние не сме изолирани, не е таа установа која што е клjuč на врата и никој не смее да влезе, напротив. Ние сме отворени, тоа е една работа, втора работа што нашите пациенти доаѓаат на контроли кога се здрави. Значи, кога немаат никакви потешкоти е потребно да доаѓаат. А доколку сакаат контакт со Роџер, слободно може да доаѓаат и секој ден да комуницираат. Има Роџер некој свој умилен? Па можем да кажем дека има, да, може да се каже дека има неколку, тие се врзуваат, нели? Неколку, особено со дечињата. Да. А се случува некогаш да намири се, да пречувствува, да ја забележи вознемиреноста кај пациентот, пред тоа да го направи лекарот? До толку не можам да прочитам, да проценам дали чувствува дека забележува вознемиреноста. Може би да се тргне, може би да се повлече од некој од каде што чувствува такво нешто, но негативни реакции не сме имале. Да бега или да се повлекува од некој, може да, како и на било кое друго животно, и на куќето, особено му смета доколку има многу галама, многу викање, многу немир, заради тоа што немирот се пренесува не само на животните, туку и на луѓето, и никој не сака да биде присутен во ситуација каде што има немир, односно силно изразен страф или вознемиреност. Професорка, има двајца гледачи кои што очекуваат вклучување, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторката. Ви благодарам. Сакам да поставам едно прашање.
Јас имам вртоглавици, се плашам да искочам надвор, многу се затворив во дома, не ми се оди ни на пазар никаде. На што е работата и како е? Чувство на вознемиреност, бев на психијатар, ми дадоа некои капсули, но пак го чувствувам тоа. Што е работата, не знам. Ако може да ми објасните. Така, некаков совет за вашата состојба. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, што би можеле да советувате. Не можам вака да кажам на толку кратко од неколку реченици. Во секој случај постои одредена вознемиреност, чувство на страв, како што си кажа самата гледачка, и нерасположение, затоа се повлекла, не сака да комуницира, не сака ни на пазар да оди. Значи, ајде грубо кажано вака преку телевизија, дека станува збор за некоја анксиозно-депресивна состојба. Зошто не е подобро, не знам. Односно, не знам дали е терапијата каква е, што е, колку време. Значи, повторно совет е да се побара повторно психијатриска помош, да се евентуално тераписките интервенции променат. Така. Да. Може ли во ваква ситуација понекогаш да помогне домашен миленик? Може, Мачка, но само куче, миленик не може, треба и терапија, а треба миленик, да, во секој случај миленикот е добре дојден за сите, значи буквално за сите, дали станува, тоа е веќе домашен миленик. За сите се препорачува, особено за деца. Децата во некои поразвиени земји, како што е Јапонија, например, на почетокот ги учат, односно првите неколку оделенија, ги учат на емпатичност, на грижа за другиот, грижа за средината во која што живееме. Средината во која што живееме вклучува и растенија, животни особено, луѓе, и за општата средина генерално. А емпатичноста значи да го разбереш другиот како му е, како се чувствува. Многу полесно се учи доколку има некое животно за кое што се грижите. Многу повеќе се учи тогаш на емпатичност. За потоа да се создаде кај детето кој ќе стане возрастна индивидуа чувство за туѓата мака, за туѓата болка. А многу подоцна учат, да речеме, математички операции, јазик или природни науки и слично. На првите неколку години се посветени на развивање на емпатија. На емпатија. Тоа е основата всушност. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Си исклучил, добро. Продолжуваме понатаму. Роџер, споменавте дека е вдомен, не е купен. Каква порака тоа испраќа за пациентите кои што имаат некакви ментални нарушувања, кои што се чувствуваат отфрлени? Дали тоа е, можеби втора шанса за прифаќање и слично? Не сум го размислувала и не постои такво нешто. Мислам, не сакаме ни да праќаме порака дека пациентите се отфрлени. Мислам, тоа е многу стигматизирачки. Многу е стигматизирачки дека пациенти кои што имаат психички нарушувања се отфрлени. Зошто не се отфрлени тие што имаат телесни нарушувања? Така да прашањето е несоодветно. Не, пораката за вдомување е сосема друга. Пораката за вдомување е да се поддржува вдомување за да нема улични кучиња и да не се фаворизира купување на расло, односно купување на куче, туку напротив, само на начин на вдомување, со вдомување на кучиња, ние тогаш ќе немаме кучиња кои што или мачки се едно, кои што се по улиците без никаква грижа и кои што евентуално може да станат опасности за себе и за околината. Со вдомувањето на кучето се руши ли всушност стигмата која што е поврзана со психијатриските состојби? Стигмата не се руши со вдомувањето на куче, туку стигмата Роџер помогна заради тоа што е многу присутен на социјалните мрежи, поречиси сите медиуми, да се тргне стигмата од било која психијатриска установа, дека тоа не е така наречена лудница, кој што за голем дел од луѓето така ги гледаат, дека таму доаѓаат луѓе како мене, како вас, кои што имаат некаква психичка мака на душата, да се тргне стигмата воопшто од било каква психијатриска установа и клиника или болница или амбуланта, што и да е, дека е тоа нешто етикета и дека се тоа некои луѓе кои што се различни и опасни за околината. Мислам дека веќе постепено тоа се менува и дека луѓето се повеќе стануваат свесни за анксиозноста, депресијата, толку се често присутни. Ние имаме многу луѓе кои што бараат помош, но треба се уште да се работи на тргнување на стигмата. Мислам дека не само кај нас, туку и во светот, во Европа и во светот, дека се уште има поле за работа за тргнување на себе стигматизација или стигматизација на некој друг, дека е различен или етикетиран само заради тоа што има некакви психички потешкоти. Имаме уште двајца гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте.
Поздрав до водителката, поздрав и до лекарката. Благодарам. Ке ве замолам само да го намалите тонот на вашиот ТВ приемник. Тоа е проблемот зашто не можеме да комуницираме флуентно и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Готово, го намалив. Ете така, сега можете да го поставите прашањето, следете го разговорот во слушалката. Јас имам психолошки проблеми. Пијам лекови. Добра. Пијам лекови. Психички паѓам многу и најчесто не ми се излегува и ме тера на спиење. А љубител сум на животни, имам 7 мачки и имам белгиски овчар. И со нив го минам времето и мислам дека они најмногу ми помагаат за да излезам од таа депресија. Така. Така, ова е убаво што го споделивте, што ни го кажавте, што може да го слушнат и гледачите. Ви благодарам за вклучувањето во програма, што би можеле да додадете. Па не знам, не мислам дека убаво се кажа гледачката дека ете мачките и белгискиот овчар и помагаат да ги надминува потешкотиите, како што спомна, депресивни потешкоти. Белгиски овчар е куче кое што е доста темпераментно и кое што јако куче кое што бара навистина доста физичка активност, односно бара буквално трчање, бидејќи таква раса на куче. Така да сигурно би помогнало на господјата да биде со поголема физичка активност. Физичката активност, по друга страна, ни поттикнува лачање и на серотонин, и на допамин, и на сите останати хормони кои што ни се потребни за да надминеме и депресивност и анксиозност. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден и убав ден. Ви благодарам, ви посакувам и вам убав ден, повелете. Само ќе замолам одриже малку погласно во студио. Два гена за љубов и затоа е толку приврзано кон човек. Молам? Само одриже побарав да биде малку погласно. Раздравте што кажа гледачот, така добро. Значи кучето има два гена и затоа е толку приврзано кон човекот. Ја не реш. Така. Покрај тоа треба човек кој е психички пореметен, така се рече, да е и физички активен. Пешачењето, нарочито за повозрастните, е многу добро. Психата се освежува, стресоите се намалуваат. А кучето вистина му помага на човекот. И човекот му помага на кучето. Така е. Ви благодарам за вклучувањето. Да, точно баш како што го опиша гледачот. Значи има повеќе аспекти, повеќе спреги, да кажеме, во таа комуникација со кучето кои што се корисни и за кучето и за човекот. Едно е контактот со кучето кое што вие му давате љубов, односно му покажувате дека го сакате, дека се грижите за него, тоа враќа. И тоа е добро на емотивен план. Од една страна да се почувствувате сакано, од друга страна ја зголемува самодовербата. И она што го спомна, станувате физички активни, да не ви се излегува, односно да не ви се шета, да кажеме, особено во зимските месеци, вие ќе станете, ќе излезете да го прошетате кучето. Принудени сме да излеземе. Кога ќе излезете, така. веќе кога ќе ги направите првите 2-3 чекори, веќе потоа постанува се многу полесно. Физичката активност од друга страна, она што го спомнав на почеток, значи тоа не мора да биде, мислам, и кога препорачуваме за промена на стил на живот на нашите пациенти и особено обрнуваме внимание на тоа да не наметнуваме, треба да одиш да трчаш, треба да вежбаш у теретана, треба не знам што да направиш, не знам колку склека и така натаму, заради тоа што ништо не сме направиле на тој начин, само отпори му правиме на човекот да воопшто не излезе од дома и воопшто да не се потруди ни малку да влезе во некоја физичка активност. Физичка активност представува едно обично пешачење. За обично пешачење не е потребно ни специјална опрема, ни скапи опреми, мислам да се опремите, ниту па да плаќате фитнес центри или не знам што, туку едноставно да излезете надвор. Кога ќе излезете надвор, прво ќе сте активни, второ додека се шетате, ако имате куче, вие ќе си направите муабет со соседи, не мора да имат куче, ќе се сретнете, добро вечер, добро утро, добар ден, откако ќе направите муабет. Тоа помага, ќе споделите нешто, чувството на осаменост се намалува, знаете што се додека сте вие изолирани, дома седите,
мислите дека све што се случува е тука само, во вашиот стан или во вашиот дом или во вашата соба е најтешко и најстрашно на целиот свет. Кога ќе излезете надвор, ќе видите дека има движење. Односно, дека луѓето се движат, одат на работа, одат на училиште, пешачат, возат кола и така. Значи, тече животот, со тоа стравот и маката која што имате се намалува дека не сте сами. Кога ќе направите па муабет со некој, уште покорисно, наједноставен муабет. Добро утро, добар ден, како сте и слично. Така велат некој дека излите на фразата дека кучето е најдобар пријател на човекот, но тоа е вистина, нуди безусловна љубов, но очигледно и е најдобриот терапевт во одредени состојби, одредени ситуации. Така, има ли ситуација кога велите како психијатар не за куча? Или не за домашен миленик? Луѓе кои што се алергични на животни, значи кои што се алергични на куча, на мачка, најчесто и на двете, значи не се препорачува, се разбирам, заради тоа што ќе им предизвикаме алергични реакции. Луѓе кои што имаат, или дете или возрастен кој што има фобија, па вие веднаш да му втурнете, да го втурнете во контакт со куче, или со мачка да му кажете без разлика што има фобија, значи тоа е непрекумерен страф од нешто што не е страшно. По секоја цена да му дадете дека еве ти го нема да има добри ефекти, тоа и да сакаме ние да растрашиме некој од мачка или од куче, тоа е со постепено растрашување малку по малку и само доколку сака. Постепено изложување, така? Постепено изложување се разбира и само доколку сака. Доколку не, тогаш никако не присилно, односно да се принудува. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта, да му го слушнеме гласот и на Роџер нормално, зошто да не? Издржа цел термин во студио, да. Цела терапија издржа, цела терапија, сега ќе оди да одмори, предпоставува. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Јас ке се одјавам тука, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, ви посакувам пријатен ден. Благодарам.